Над 200 деца без родителска грижа кои се сместени во институциите низ земјава треба да бидат опфатени со тековната кампања "Секое дете заслужува семејство" финансирано од УНИЦЕФ. Меѓу нив најбројни се бебињата кои се сместени во битолскиот дом за доенчиња, вкупно 70, а не е мал ниту бројот на децата со посебни потреби. Сместување во големите институции е поразително по развојот на децата и тоа мора да престане. Прилеп спаѓа во општините кои во изминатите години има најголем број на згрижувачки семејства. Некои од нив деца чуваат и со децении. Велат обврската е можеби тешка, но многу повеќе е благородна. Згрижувач сум на деца од 2002 година. Во овие 16 години имам згрижено 8 деца, од кои 5 се ке родителите. Сега моментално имам 2 деца на возраст од 9,5 години и 7,5 години. Имам згрижено 3 деца. Ги зедов мали, едно на 4 години, едно на 8, едно на 12. Успеавме, па едното девојче успеа да заврши основно училиште овдека. Моментално е втора година во Штип. Учи, одличен ученик, со стипендија. Двете ода во дневен центар, супер се. Згрижувач сум 12 години на 2 малолетни дечина со посебни потреби. Убаво е чувството да се биде згрижувач. Според директорот на Прилепскиот меѓуопштински центар за социјална работа Живко Силјановски, 20 прилепски семејства имаат згрижено 34 деца, а интерес постоел и кај нови. Ако немаме услови за згрижување на некои ново појавени дечини или дечиња кои се по институции, ќе направиме мали 2 групни дома за кои веќе Министерството ни обезбеди 2 стана кои ќе ни бидат на располагање. Ваквата идеја за институционално решавање на овој горлив проблем особено е значајна сега, кога во јавноста излегуваат се повеќе информации дека децата кои се сместени во домовите очигледно не ја добиваат потребната институционална грижа, па се почесто се жртви на разни девијантни појави, особено на малолетната проституција и бегствата од домовите.